Со најавените температури од 37 во сабота и 38 степени Целзиусови во недела, започнуваат летните горештини. Топлото време ја зголеми потрошувачката на вода од градскиот водовод, кој сепак функционира со оптимална оптовареност, што значи дека не е доведено во прашање редовното и квалитетно снабдување на крајните корисници. Испораката на вода се движи од 180 до 230 литри вода во секунда, во услови кога максималниот капацитет на бунарскиот систем изнесува 280 литри вода во секунда. Првиот врел викенд ќе ги принуди граѓаните да се кријат во своите домови или во сенките од дворните места, меѓутоа ќе принуди многумина да побегнат од градските жештини кон планинските предели. Тоа значи дека во деновите на викендов Пониква ќе биде полна со излетници, а многумина свежињата ќе бараат во сенките на дабовата шума во Пантелеј, потоа кон реките кои се спуштаат од Осоговските планини и од Лачковица. Виндичани вообичаено ладовина бараат покрај Осојница, а зрновијани во клисурата на Зрновска река. За жал прегалница низ Кочанската котлина е опасно загадена река, па незините води не може да се користат за разладување, односно капење. Оздравствените установи во Кочани предупредуваат хронично болните, но и сите граѓани да бидат внимателни со излегувањето на сонце, жетта да ја гаснат со чиста вода и да одбегнуваат консумирање на алкохолни пијалоци. Заради временските услови, особено страдат хроничните болни, а хроничните болни се наши пациенти заради тоа што се преоптеретени со претходни интернистички заболувања, во смисол на срцеви заболувања, во смисол на шеќерна болест, покачени масти во крвта, тие од една страна представуваат ризик за да истите добијат мозочен удар. Очекуваме овој месец да имаме зголемен обем на работа. Таргетната група е некаде помеѓу 40 и 80 години, меѓутоа се јавуваат и помлади пациенти кои што добиваат мозочен удар. Најважно е да пијат пациентите редовно терапијата која што им е назначена, значи да пијат редовно терапија за покачен крвен притисок, ако имаат шеќерна болест, редовно да ја аплицираат терапијата за дијабет. Ако имаат покачени масти во крвта, да ја земаат терапијата против хиперлипидемија и се разбира, значи хигиено-диететски режим во смисла на редукција на мрсната исхрана, во смисла на редукција на преголеми количини шеќер во исхраната, како и во смисла на редукција на алкохол и цигари. Инаку, според метеоролозите, горештините ќе потраат до средината на идната седмица, кога се очекува мало, но значено заладување со температури до 3